Иако предвремените парламентарни избори завршија пред 2 недели, во Кочани се чини допрва започнуваат. Таков заклучок може да се извлече од преписките помеѓу двете најголеми партии кои стојат за новоизбраните пратеници Марија Ангелова и Миле Левков. Отровни стрели летаат во двата правца, како и на едните и на другите да не им е јасно, допаѓало му се тоа некому или не, дека Ангелова и Левков се дел од новиот состав на парламентот. Впрочем, тие веќе ги имаат добиено решенијата од Државната изборна комисија за пратенички мандат. Таквата реторика се чини јасно става до знаење дека двајцата народни избраници нема да се погледнат во собраниските сали и кулоари, а тоа може да значи дека ќе имаат спротивни ставови во застапувањето на интересите на граѓаните, кои пак никако не се различни. Наместо меѓусебни обвинувања и омаловажувања, граѓаните од нив очекуваат да ги истакнат приоритетите и во собраниските тела и државните институции да се изборат за придобивка повеќе. Се друго е голо политизирање и лично навредување со контрапродуктивни ефекти кај оној мал процент на гласачи кои излегоа на избори и оправдување за тие што не излегоа, бидејќи особено на вторите ќе им стане јасно дека со вакви закрвавени страни немало кому и немало зошто да го даваат гласот, без разлика што поради тоа губи македонскиот политички корпус, а добиваат некои други. Случајно или не, пред нас е уште еден Илинден, тројниот празник на македонскиот народ, и токму околу него ќе се конституира новото собрание, а набрзо и новата влада. На некој начин, судбинскиот Илинден и оваа 2020 година ќе донесе многу значајни одлуки за иднината на државата. Затоа, кога се донесуваат одлуки на такви значајни датуми, неопходна е соодветна одважност и исправеност пред предизвиците, а не провинциско препокување, кој само открива кој е понепримерен и поневоздржан во употребата на девалвирачки и навредлив вокабулар. А граѓаните, иако не веруваат дека ќе бидат повикани, сепак сигурно се надеваат дека и Ангелова и Левков во догледно време ќе ги поканат на средба за да им дадат шанса да кажат зошто гласаа за нив и што очекуваат.